вечер, Антонија. Од Hype Македонија, како се осеќаш? Одлично, фала ти на прашање. Како си ти? Одлично, фала ти. Сега го заврши настапот. Какви ти се впечатоците од публиката првенствено? Па, искрено, Куманово е преубава публика. Не ми е прв пат да настапувам пред кумановската публика и стварно мене ми беше преубаво, иако беше ладно, ми беше топло. Во срце ми беше топло. Кажи ми за песната Жена. Јас сум некој што многу плачел на таа песна и сакам тебе да те прашам, да кажеш отприлика како протече целото снимање и како ти се чувствуваш за песнава? Па, мило ми е што си плачала, мислам позитивно што си плачала. Јас ја преплакав исто така, веќе не ја слушам, затоа што своји песни многу ретко слушам. Жена е песна која што стварно работевме многу темелно, имаше претходно некои 4-5 мелодии кои што не бевме сигурни дали е она правата и искочи дека моравме онака баш внимателно да се посветиме, да Жена искочи тоа што искочи сега на крај и што мене ми е многу драго што е некако допре до жените, тоа ми беше онака најважно, да допре до жените, а допре и до мажите, што искрено мене ме чуди многу, но им текна. Да, право машко знае како се сака жена и мислам дека веќе некако почнува да разбираат. Не е само те сакам, да кажеш. Кажи ми колку се пронаѓаш во песната? Па, да ти кажам искрено, не се пронаѓам, затоа што јас сум многу сакана. Сум сакана и како жена, сум сакана и ја имам цела поддршка и од Роберт и едноставно онака баш во цело сум сакана и можеби за тоа е направена песната, дека право машко знае како се сака една жена. Сум била сакана и порано, но сум била сакана и сум била повредувана во исто време, така да сега сум само сакана. Се надам нема да бидам повредена, кај Роберт. Ево го. Сакам да те прашам, еве со Роберт имавме прилика пред некој ден да разговараме. Кажи ми, како се чувствуваш како млад родител и како се снаоѓате? Одлично се снаоѓаме, да се живи и здрави бабите. Бабите се нашата најголема поддршка и најубаво е, искрено ја на сите тоа го кажам, дека е нешто најубаво да се оствариш како родител и на млади години, затоа што и други се живците и некако ти дава мотив за се онака да правиш со љубов и кијане нешто што навистина ми фалеше. Така. Како настана новиот дует со Двабона? Многу лесно, како и првиот исто така, не, шала на страна. За овој дует бев повикана на веќе готова песна, а Хиена беше доста потешка, пошто ја правевме онака баш темелно и година дена сигурно ја правевме Хиена, а нема кој излезе стварно многу онака ме викна дека имаат песна, дека сака да им гостувам пак, дека Хиена пројде онака баш како што не очекувавме, има 7 милиони веќе на YouTube и ние сме презадоволни оваа песна како оди, веќе некако онака бевме сигурни дека ќе добре до луѓето, не знаевме дали ќе е хит како Хиена, се уште дознаваме, ќе видиме како. Имаш искоментирано дека Иван знаел што направил. Дали би можела да ни кажеш малце повеќе за тоа? Па не знам, немам што да зборам на таа тема искрено, тоа веќе за мене една завршена тема и некако тоа го ставам во минатото, а Иван си има геволчиња, тоа е многу нас тешко. Наш има геволчиња, Тара, знаеш. Така си е, ама на нас као на медиуми многу тешко ни паѓа да не ја знаеме приказната, мораме да те прашаме. Ќе ми кажеш дали има геволчиња кои што го мачат и треба да се ослободи од нив, барам јас така мислам, за онака да може да се посвети убаво, да сака од срце и да не кажува само те сакам, туку едноставно да го докажува тоа. Мислам, види, многу лошо звучи, ќе биде како да јас кажувам дека он мене вистински не ме сакал. Ме сакал вистински и можеби стварно искрено ме сакал, тоа го тврдам, меѓутоа и во исто време ме повредувал, така да тоа е завршена тема веќе. Како коментираш тоа што Роберт уште го држи поштувањето и љубовта спрема Иван као бившиот другар, пријател и музички соработник? Тотално се согласувам со неговото мислење, затоа што јас го сакам Иван и го почитувам како човек. Иван е пред се голем човек со големо срце, голема душа, да не кажам планина, така да тоа што они си го имале, они си биле пријатели, си се дружеле, тоа некако излезе све скрос од контекст да они биле најдобри другари, не биле најдобри другари.
тоа ми е криво, затоа што за мене се створи некако лоша слика по тоа негативни коментари што читаа за мене и знаеме дека медиумите се тука и да напишат се за кликови, така да мислам дека онака баш треба внатрешно да се обидат да го согледаат човекот, да видат дека тоа е само ние сме само јавни личности, сме мета на критики и едноставно тоа е тоа. А приказните секогаш си имаат две страни. Сега дека јас сум молчала и мојата страна била тивка затоа што јас сум сакала да се заштитам. А мило ми е што сте тука и ви посакувам успех. Фала ти многу и за крај. Концерт во арена? Дај Боже. Имаш план? Па се уште не, затоа што сметам дека уште рано, 2 години од сега дека можам тоа да го исполнам. Мислам, сонувам за тоа, се надам дека можам да го оставам. Фала ти многу и поздрав до сите гледачи на Хајп.